Лимените тараби кои што го уништуваа изгледот на улица Македонија во центарот на метрополата повеќе ги нема. После 13 години тука веќе нема градилишта. Црквата Свети Константин и Елена е целосно завршена, а привршуваат и последните подготовки за отварањето на овој православен храм. Церемонијата на осветување на црквата ќе биде во недела на 28 септември. Светата литургија ќе започне во 8:30 часот. Осветувањето ќе го изврши поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан во сослужение на бројни архиереи од Македонската православна црква. Скопската епархија при Македонската православна црква ги покани верниците да учествуваат во осветувањето на, како што велат, велелепниот храм посветен на светите цар Константин и царица Елена, кој се наоѓа во срцето на Скопје. Верниците се повикани да земат литургиско учество во овој свечен историски значаен настан, велат оттаму, а поканете и целиот државен врв, дипломатскиот кор, стопанственици, представници на локалната самоуправа, медиуми. Мислам дека ќе биде многу добро, мислам за сите верници што веруваат и за другите, за цела Македонија. Добро е, што мислим нешто му не фали, гледам као завршни радови и шта ја знам. Јас чам градивинец, пошто ми е јасна математика. Добро е, мене ми е све добро. Hi, I'm a visitor from the United States, and I think this is a fascinating country, and this is just a absolutely beautiful building. I can't wait to come back and see it when it's finished. So thank you. Изградбата на новиот храм кој го носи името на Свети Константин и Елена на централната градска улица Македонија во Скопје почна во далечната 2012 година, но поради потешкоти околу финансирањето, храмот се градеше цели 13 години. Првично пари за изградба на црквата се собираа на донаторски конференции, донираа политичари, бизнисмени, владици. Последниот повик на Македонската православна црква пред неколку години општествено одговорни личности да придонесат за довршување на овој значаен духовен и културен објект во центарот на главниот град вроди со плод. Од Скопската епархија за телевизија 21 кажа дека има многу луѓе што помогнале да се доврши изградбата на овој православен храм, меѓу кои и познати бизнисмени. Информираа дека еден од нив е и Кочо Ангјушев, кој го финансирал изработувањето на фреските и целокупниот фрескоживопис во храмот.